Ако го зборуваме за председател Борис Трајковски, не смееме да ги забораваме човечките доблести кои го красија неговиот лик. Доблести кои го прави единствен и препознатлив. Трајковски беше човек од народот. Беше природен без да сака да наликува на големец, кој е тешко достапен за обичниот сограѓанин. Беше секогаш наспијан и приемчив. Човек кој тешко ги поднесуваше строго определените правила за почитување на некакви протоколарни редови. Беше човек кој знаеше да љуби се што е позитивно. Силно ја сакаше својата струмица и беше горд што е македонец. Тој знаеше да каже: никогаш не сонував дека ќе стана председател, но верувам дека за тоа бев избран од Бога. На таа висока функција, шеф на државата, беше наименуван на 15 декември 1999 година во свечената собраниска сала, пред семејството, пријателите, членовите на собранието, членовите на дипломатскиот кор и пред свештенството. Борис Трајковски, вториот председател на Република Македонија, веднаш сериозно се зафати со врските кои станаа негова должност, согласно добиената висока државничка функција. Борис Трајковски работеше со честни намери да ја помогне на Република Македонија и на нејзините граѓани. Тој тоа го правеше со нагласена енергија, верба во успех и со многу љубов. Остана верен на својот препознатлив стил, со кој манифестираше ведрина, топлина, срдечност и безпрекорна ширина на своите погледи и ставови. Без разлика дали се среќаваше со високи државници широм светските меридијани или со обичните граѓани низ македонските градови и села, Борис Трајковски остануваше секогаш Борис Трајковски. Стоеше исправено и пред најголемите искушенија со кои се соочуваше Република Македонија. Божиот човек трпеливо и добродушно се справуваше со сите бариери кои се наоѓаа пред него. И тогаш, кога ни светот требаше да се најдат вистински пријатели за евроатлантското интегрирање на Македонија. И тогаш, кога војниот конфликт и се законуваше на земјата дека ќе ја фрли во амбис. Секогаш наоѓаше сили да биде голем пред големите предизвици. И им простуваше на сите што го напаѓаа, ги ползуваше сите можни придобивки од позитивната дипломатија. Но се чини беше најголем како творец на раковниот договор со кој му стави крај на меѓуетничкиот конфликт. Председател Борис Трајковски сонуваше со отворени очи за поуспешна, посрекна, просперитетна и силна Македонија, како дел од Европската унија и дел од НАТО. За жал, тие негови соништа беа прекинати на денешен ден пред 14 години.